Денешниот ден кој што е трет ден од великденските пости кој што започнаа оваа недела. Кај народот е познат уште и како Тримир. Според црковната традиција, оние кои што држали Тримир не конзумираат ниту храна, ниту вода 3 дена. И денеска, откако ќе се причестат во црква после светата литургија, за прв пат вкусуваат нешто. Овој ден најмногу се одбележува во Прилеп и Струмица. Интересно е тоа што за Тримир се канат претежно само жени, а не и мажи. Затоа кај народот овој ден е уште познат и како женски ден. Односно, според некоја традиција, мајката од младата невеста прво на гости си ја поканува свекрвата, а свекрвата пак си ги носи со себе незините блиски золови, јатарви и така натаму, за да ги донеси на гости кај мајката од невестата, а со тоа и подобро да се запознаат двете фамилии. Невестите млади, кои ќе бидат свршени, тогаш се поставува трпеза пак посна, например посна, кај таа, мислам, невеста, уште не омажена, само свршена, оди свекрвата со своите роднини на гости, носат и тие така, носат и благи работи, и боза, и сладки, ама и ако е свршена и носат и поклони. А додека ако е мажена, невестата, првата година, оди таа кој ќе е мажена, например, оди кај свекрвата, ама од свекрвата роднините одат кај незе. Тогаш фактички не се носа поклони, веќе една година е, и тоа е 3 години треба едно по друго да слави таа, мислам, Тримир, така е тоа адет, затоа е 3, например. За постната трпеза, специфичен специјалитет кој што се служи за овој ден е пченицата со конопни зрна. Конопните зрна претходно се толчат, а потоа се цедат и од нив се добива бела течност како млеко, која што се меша со сварената пченица. Исто така, карактеристично за овој ден е тоа што на постната трпеза се служи и боза. Тие што држале Тримир, 3 дена, ништо не јаделе, се омалаксани. Нема сила, нема способност. И затоа пченицата се прави со конопни зрна. Конопните зрна ги знаеме шо се. Му дава одма сила, затоа првин си ода в црква, се причестува, крстена вода се напива и после кој ќе дојде дома конопните зрна. И од конопните зрна кои ќе се касна, одма му дојдува сила, снагата се повреќа, енергија добива и затоа редовно, конопни зрна се прат на Тримир. Јас 50 години сум домајчинка и како дете кај мајка ми никоја година не сум останала да не направам пченица со конопни зрна. Че си спремам со време конопни зрна, во времето садевме в село ние кај татко ми, ама се си купуваме. И имаме дибек, камен, издлабен и во него толчевме. Ама сега е помодерно. Сега пченицата е готова, лупена, мијана, само е вариме конопните зрна в соковник или в блендер и многу е полесно. А бозата и таа исто како посен пијалок. Немало некош газирани соко едно друго, боза имало и затоа како ќе се собереле гости да има и тие што не пија вино, ракија, да има и тие нешто да се напија. Од Сдруженијето Преродба кои што прославуваат 20 години постоење, велат дека за жал поради иселувањето имаат се помалку млади членови, но тие се трудат да ги придобијат сите што можат за да се пренеси нашата традиција и на идните поколенија. Во почетокот имав непосебна група на млади, меѓутоа со текот на годините како тоа да замира. Дали е иселувањето дел на ова наше, слободно можем да кажам, па и стагнирање, немајќи доволно млади во Сдруженијето, а и општо во целокупното живење, меѓутоа оние што ги имаме тука, што можеби на некој начин успеале да се снајдат, не успеале да ги задржиме,
сакаме да пренесиме и тие понатака да го имаат ова наше големо традиционално богатство. Како и за секој празничен ден, така и за овој. Македонскиот народ не пропушта прилика за дружба, вкусна трпеза и нормално македонска песна.